Јавните предпријатија имаат се повеќе работа и проблеми со отпадот, кој граѓаните го оставаат на секаде. Време е неодговорноста да се санкционира и да се воведе комунална полиција, смета министерката за животна средина Каја Шукова. Контрола има постојано, но проблем не е казнувањето. Кога одиме во земјите на Европската Унија, кога ќе помине нашата граница, за жал поинаку се однесуваме. Мислам дека како што се однесуваме во тие земји, треба да се однесуваме и дома. Не е прашањето дали треба да се казнуваме, но потреба од комунална полиција има. Изјави министерката Шукова. Дали општините од регионот сметаат дека комунална полиција треба да се воведе како решение за сегашниот комунален неред? Апсолутно, ова е една од точките која што управниот одбор на ЗЕЛС го разговараше во минатото или во една од последните седмици. Она што навистина треба да се направи е по еден законски пат да се донесе вакво решение за формирање на една ваква комунална полиција, со тоа што ќе се воспостави ред контрола, но и санкции за сторителите на фрлање на смет или уништување на јавни површини. Општината реши минатата година, поради тоа што не постои законско решение за воведување на комунална полиција, да смисли некое алтернативно решение, кое што го нарековме мој општинар, и неколку вработени во општината, меѓу кои има и комунални редари, излегуваат редовно на терен, нивните реони се точно определени и ти имаат задача на секојдневна основа да информираат во општината за она што го гледаат во населените места во нашиот град и се разбира веднаш да реагираме независно дали се работи преку јавното предпријатие ИСАР или преку јавното предпријатие Стипјун. Да, после сето тоа што се случува со години назад, затоа мислам дека комуналната полиција е добар концепт и тоа треба да стане и реалност. Затоа што кога едукацијата не успева, казните мора да си го направат своето, исто како што е и во останатите држави, каде што хигиената е на поголемо ниво. Општините сега имаат комунални редари, но разликата е во тоа што комуналната полиција ќе може да казнува на лице место. Локални полициски органи има и низ други европски земји и воопшто низ светот. Обично се финансирани од локалниот буџет и во просек ги има по 1 на 5000 жители. Можат ли општините во име на колективниот комунален ред да издвојат дополнителни пари за овие вработувања? Во која законска рамка ќе работи комуналната полиција, кои ќе бидат ингеренциите на комуналната полиција? И тоа се прашања кои што се отворени, но очекувам заедно на некоја расправа на седници на ЗЕЛ, заедно со сите градоначалници од целата држава, да се изнајде некој решение и да се предложи, така да биде ставено во одредена рамка и да можеме хигиената во целата држава да ја подобриме. Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното количество на собран комунален отпад во земјата во 2022 година изнесува 605.638 тони, додека вкупното количество на создаден комунален отпад изнесува 856.766 тони. Разликата е околу 250.000 тони и во тоа всушност е проблемот.